Елиезер, за патот, за вистината, за животот. И дојде слово Господово до мене. Сине човечки, кажи збор кон синовите на твојот народ и речи им: ако пратам врз некоја земја меч и народот на таа земја меѓу себе избере човек и го постави за стражар, и тој, штом ќе го види мечот кој се протега врз земјата, ќе затруби во труба и ќе го предупреди народот. Па ако некој го чуе трубниот глас, но не обрне внимание, тогаш кога ќе дојде мечот и ќе го достигне, крвта негова ќе падне врз главата негова. Трубниот глас, тој го чул, но не обрнал внимание, па затоа крвта негова ќе падне врз него. А кој ќе обрне внимание, тој ќе си го спаси животот. Ако пак стражарот го види мечот што доаѓа и не затруби со трубата, така што народот нема да биде предупреден, тогаш кога ќе дојде мечот и некому ќе му го одземе животот, тој ќе биде погоден заради гревот свој, но крвта негова ќе ја барам од стражарот. И тебе, сине човечки, јас те поставив како стражар на домот Израилев. Ти ќе слушаш слово од мојата уста и ќе ги вразумуваш од мене. Кога ќе му речам на грешникот: грешнику, ти без друго ќе умреш, а ти не му кажеш ништо, не го поменеш беззаконикот да го остави неговиот пат, грешникот ќе умре за својот грев, но крвта негова ќе ја барам од раката твоја. Ако пак беззаконикот си го предупредил да се врати од својот пат, а тој не се одвратил од патот свој, тој ќе умре за својот грев, но ти ќе ја зачуваш душата твоја. Сине човечки, кажи му: вие велите, нашите престапи, нашите гревови се врз нас и ние пропаѓаме во нив. Како тогаш можеме да живееме? Кажи им: жив сум јас, вели Господ Бог. Јас не ја посакувам смртта на грешникот, туку грешникот да се одврати од својот пат и да остане жив. Вратете се од вашите лоши патишта. Зошто да умирате? Сине човечки, кажи им на синовите од твојот народ: праведноста нема да го спаси праведникот во денот на неговиот престап, и грешникот поради беззаконието свој нема да падне во денот кога ќе се откаже од гревот свој, како и праведникот во денот кога ќе сгреши, не ќе може да остане меѓу живите заради својата праведност. Кога ќе му речам на праведникот дека тој нема да биде жив, и тој се надева на својата праведност, па врши неправда, тогаш сите негови праведни дела нема да се спомнат, и тој ќе умре од неправдата своја, што ја извршил. А кога ќе му кажам на грешникот: без друго ќе умреш, и тој се откаже од гревовите своји, па почне да живее по закон и по правда. Ако тој грешник го врати залогот, го поврати ограбеното, оди по законот на животот и не врши ништо лошо, тогаш тој ќе живее, нема да умре. Ниеден од неговите гревови што ги извршил нема да му се спомнат. Тој почнал да живее по закон и по правда. Тој ќе биде жив. Синовите на твојот народ велат:
Не е прав патот на Господ, а всушност нивниот пат не е прав. Кога праведникот ќе отстапи од својата праведност и почне да врши беззаконие, тој ќе умре заради тоа. Кога пак грешникот ќе се поврати од гревот свој, ќе почне да живее по закон и по правда, заради тоа тој ќе остане жив. А вие велите, не е прав патот на Господ. Јас ќе ви судам на секого од вас според патиштата негови. Елиезер,